телевизиите исто така направија, вклучително BBC, CNN, сите тие има своји сателитски телетекстови има. Едноставно избега од телетекстовите, викам, нема веќе телетекст, повелете на нашата веб страна. Значи, телетекстовите кои овдека во Македонија Советот за радиодифузија ги принудува станиците да имаат телетекст, што е веќе историја дебела во електронските медиуми во светот. Нема телетекст, него вика има веб страна, има ќе гледате кај нас на веб страната, претпоставува дека секој има компјутер, секој има интернет конекција, секој може да и нема што сега тука по телевизорот горе доле да иде кога си има кај што може детално да прочита што е, не само одредени информации. Значи интернетот отиде многу далеку. Практично ова ти што го правиш е страничка самит на сите македонци од целиот свет, без трошоци за патување, без трошоци за хотел, без кисели води, без закупена сала, без ништо за да се види што е. Имаат ли и каде и да дискутираат? Или на други форуми да дискутираат? Врз база на што ќе прочитаат? Па, форуми немаме ставено во страницата. Да, меѓуто имаш ли впечаток дека некаде има форуми по читањето? Да, дефинитивно луѓето ја следат страницата. И тоа многу активно, во светски размери. Тука не се спорува само за македонци и грци, туку се работи за разни популации, други популации. Според индикациите, број 4 беше Кина во последните некои индикации што ги има. Најголем бројот што се логираат. Што се логираат, да, што е од Кина. Од Кина. Не може да се Кина, веројатно се поголеми до Кина. Значи од Кина кои се логираат. Кои се логираат. А кои се првите? Број 1 се, но се разбира се Соединените американски држави, Америка, Канада и Австралија. 1, 2, 3. 1, 2, 3. После дојде Кина. Тука спаѓаат после Велика Британија, Франција, западните европски земји. Се разбира Грција тука меѓу првите 10, Македонија и Бугарија. Најголем број од луѓето, веројатно, ако можеме да замислиме од Америка, Канада и Австралија, би требало да има некои балкански корени, што ги тангентира оваа тема. Што сака да гледат. Што сака да гледат, се разбира дека голем број од нив има многу патници кои доаѓаат, бизнисмени, политичари. Значи, тој треба да се запознае малку. Ако е некој малку фраер, да кажеме да одам јас во Перу, па малку сакам да прочитам за Перу, да видиме кај одам. Што е, кој е град, безбедно ли е, не ли е, што значи историја, тие биле во војна со Чиле, па Чиле бил го имало освоено Перу, све до главниот град Лима бил под чилеанско, значи учам, ако сакам додам. Сега некој од тамо да сака да дојде овдека, би сакал малку нешто да научи. Па ми се случува да добиеме потреби, мислам барања од разни институции, дали историски, дали публикацијски компании, дури војната академија, Американската војна академија, тоест Naval, се извинувам, Морнаричката академија, да, бараше македонскиот турски конфликт да го зема, да имаат копирајт, да го студираат. Да го учат. Врз база од ова што ќе тебе сака да го презентираат, да го публикуваат за нивни услови. Бара одобрение. Одобрение. Се разбира, одобрение за такво нешто не е проблем. Значи интересот постои. Интересот кај македонците е посебно голем и секој македонец кој што е посетил страната вистински е воодушевен. И коментарите се со голема благодарност кон креаторите, кон тоа што имаат можност да научат нешто што немале можност сега да го научат. Каде што се презентира некоја македонска историја која што до сега била забравена. Кај грците е обратно, се разбира. Тие дрва камења. Да, грците едноставно кога ќе направат коментар, мислам коментарот е многу едноставен. Значи крадете историја. Вие крадете историја, точка. Македонија и Грција. Значи нема некоја интелектуална размера на зборови. Иако има неколку интелектуалци грци кои сметаат дека самите нивни сограѓани не се во право. Да, и тука мора да споменам дека не секој грк ќе каже таков коментар. Постојат грци кои што се воодушевени од самиот тој факт, значи и они учат во истиот момент, заради тоа што самата грчка политика до сега налагала една историографија кон нив. Таа историографија им била забранета. Значи сега они преку интернет, тоа што ти го спомна, имаат можност да најдат да научат нешто сосема ново. Интернетот значи нема граници. Да. Не признава супресија државна, нема цензура по ниедна основа. Едноставно е на интернет кој сака може да чита. Сега тоа носи интернетот и други работи, нели? Да, можеш да направиш бомба, има овие разни тие, да кажеме, педофилски, не знам што и така натаму, меѓутоа ево ставиме тој лош дел на страната, ова е делот кој добро. Мислиш дека
ширењето на вистината, односно од препрочитувањето од Западна Европа на историјата, на вистинската историја и ширењето на вистината за Македонија, односно кажување луѓе ова е вистина, прави од начин на интернет. Другачије како, еве да кажеме ќе свикаме една конференција, светска конференција во Охрид, таа ќе трае 3 дена или 5 дена. Ќе дојдат тие што ќе дојдат 200, 300, 500 души, огромни расходи, и со тие 500 ќе се отидат со своето сознание. Вака влегуваат милиони луѓе на страничките. Па дефинитивно дека многу поголема аудиција може да се добие преку интернет, него да речеме преку конференција каде што ќе има ограничен број на седишта. Значи ние допираме до огромен број на луѓе преку нашава страница. Не е случајно број 1 macedonia.org најпосетена страница, број 1 спрема Google. Значи од 54 милиони страници, ако ние сме постигнале нешто да биде број 1, тоа значи дека таа страница е посетувана. Значи ја гледаат многу луѓе. И ја презентира Македонија на начин како што македонската влада не ја презентирала до сега. Добро, ја топло и препорачувам на оваа македонска влада или било која следна која ќе дојде, ако дојде. За претходните збориме пред себе. Па и за претходните, за сите. Збориме сега оваа што може направи. Претходните не направиле ништо и завршиле. Да, значи оваа може да направи бидејќи е актуелна. Да. Топло препорачувам контакт и топло препорачувам ова да се развие што е можно повеќе, бидејќи само вака вистината на Македонија се, бидејќи од 54 милиони конкуренти да си прв, тоа е некаква шампионска титула. За крајот од емисијата, уште еднаш да подсетиме кои беа веб страните. Оти некој гледач се вклучува подоцна, некој порано, некој забележал, не забележал. Јас велам сите оние што не забележале слободно кај мене на milenko@kanal5.com.mk, јас ќе ви дадам линк, меѓутоа еве ќе ве подсетиме. Значи има на со .com има една страничка. Таа е ancientmacedonia.com. Така. ancientmacedonia.com. На .org има macedonia.org, Filipov-Macedon.org, Aleksanderov-Macedon.org и ова со прашањата беше FAQ.macedonia.org. Тоа е со... Да не ги забравяме двете поголеми, macedonia.org и historyofmacedonia.org. Значи тоа се странички на кои може, некаде некои работи се репетираат, меѓутоа главно и се одвоени за да може да се дојде до сознание оние што не ги знаеме, или да се преповторат, или да се сублимираат, или ако има нешто со создателот и создателите на страницата да може да се изразговара, да им се сугерира некој материјал, бидејќи многу луѓе копаат, па може и ќе посоветуваат нешто, ќе дадат некоја фотографија, ќе дадат некој документ. Сакам да додам, Миленко, ако можам, пред само 2 недели ми прати многу долг имейл еден доктор од Атина. Добро. Грк, да. Човекот... Доктор лекар? Лекар. Медицинар? Медицинар, он е дел од Hellenic Pasteur Institute. Така да, што точно работи, не знам, али доктор е, медицинско лице. Добро, ако е пастир, тоа е нешто со вакцини. Да, сигурно. Човекот, за разлика од многу грци, имаше напишано огромен текст. До тебе? Да, мислам до нашата страница. Да, страницата, добро. И во текстот он кажува многу јасно и концизно. Јас сум грк, али јас спаѓам во тие грци што не се согласува со политиката на мојата влада. И кажува дека тоа што грчката влада го прави према македонската нација е погрешно и дека иако постојат луѓе во двете страни, од двете страни на границата кои што сакаат да прават конфликти, најголем број од луѓето не го сакаат тоа. И он спаѓа во тие луѓе. И вика, ајде да правиме, значи он заклучува, зборува тоа што зборува све, и на крај заклучува, ајде да живееме во некој соживот заедно. Значи тие што сакаат да живеат заедно. Значи човекот јасно и гласно признава дека ние сме македонци. Нема никакви предрасуди кон тоа. Јас лично знам грци и во Канада, и во Америка, па и одека што сум ги запознал, што нема никакви проблеми со тој факт. Да. И зашто би имале проблеми? Мислам, ова е све вештачко, што е створено. И нема кај да иде. Македонија веќе е призната од најголем број од земји во светот под името Македонија. Тоа не може да се смени. Вклучувајќи Америка, Канада и Русија. Ќе дојдат и сега ќе дојдат, сигурно ќе дојдат и Велика Британија и Германија и другите земји, нема кај да бегаат и они. Но политиката мора да се тргне на страна кога се зборува за историјата. И погрешно е да вметнуваме политика во историја. Треба да ги двоиме двете. И да оставиме историјата стварно историчарите. Јас реков, не сум историчар, али врз база на моите сознанија создадов нешто што јас и мојот тим, тоа што мислиме дека треба да ја презентира Македонија коректно.